Добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата на која што ќе го представиме извештајот за застапеноста на детските права во работата на Собранието како највисок законодавен дом во државава. Овој извештај е подготвен во рамките на проектот имплементација на Конвенцијата за правата на детето, кој што го спроведуваат коалицијата на младински организации сега во партнерство со првата детска амбасада во светот Меѓаши и со Младинскиот образовен форум, а финансиската поддршка доаѓа од страна на фондацијата Песталоци. Овој извештај, за кој што вие добивте примероци во папките, представува приказ на работата на Собранието за првите 6 месеци од оваа година во делот на застапеноста на детските права, и тоа во неколку аспекти. Колку се застапени, колку се говори за детските права за време на пленарните седмици во Собранието, колку пратениците поставуваат прашања кои што се поврзани со детските права, а воедно е направена и анализа на работните тела кои што се ресурско релевантни за и покриваат аспекти од правата на децата. Исто така во извештајот кон крајот на истиот е даден и компаративен преглед, осврт за тоа како се движала работата на Собранието по делот на овие неколку точки кои што ги споменав од 2016 до 2019 година. Анализата на податоците е направена преку анализа на официјално достапните информации и документи поставени на вебсајтот на Собранието. Околу наодите од овој мониторинг кој што е правен на работата на Собранието, како и генералните заклучоци, препораки и важноста за тоа да се говори за детските права во Собранието, затоа што децата се исто така граѓани на оваа држава, кои што понатаму и треба да и работат во делот на детското учество и таа представничка демократија. Ќе се осврнат магистар Драги Змијанац, председател и основач на детската амбасада Меѓаши, кој што ќе говори за генералните заклучоци и согледувања, како и важноста за да се говори за детските права во Собранието, и колешката Јана Зинговска, психолог и координатор на овој проект, кој што ќе се осврне подетално на податоците кои што ги имаме добиено од овој мониторинг. Го повикувам господин Драги Змијанац да се осврне на да даде еден генерален осврт за тоа што сме согледале како организација при мониторингот на Собранието како највисока законодавна власт во држава. Господин Змијанац, повелете. Благодарам, Катерина. Во Македонското собрание во изминатите 3,5 години, почнувајќи од 2016, заклучно со 2019 јуни, вкупно биле поставени 582 пратенички прашања. Оно што можеме да констатираме дека директно или индиректно поврзани со децата и правата на децата биле поставени само 53 прашања. По проценти тоа е помалку од 10% и тоа е многу силен индикатор колку всушност на македонските пратеници децата им се приоритет и им се фокус за парламентарна расправа во парламентарните групи и законодавниот дом. Иако имаме формирано парламентарна лоби група и до сега си имаме со нив остварено 2 средби, морам да кажам дека од овие 53 директно или индиректно поставени прашања од пратениците, главно фокусот им бил правата на децата, здрава животна средина и чист воздух, правата на детето за здравствена заштита и правата на децата за социјална и детска заштита. Значи, дури не достига и поголем фокус и околу правото на образование. Да не силно говоревме преку детската амбасада заедно со движењето за чист воздух, веројатно немаше да бидат поставени директни прашања упатени до Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што се бараше одговор на загрижувачката состојба со загадениот воздух, загадената почва, која директно ги погодува децата и нивниот правилен раст и развој. Она што морам да нагласам дека пратениците се отворени за соработка со детската амбасада Меѓаши, меѓутоа притисокот на јавноста очигледно дека помага многу за да пратениците дополнително бидат мотивирани да постават пратенички прашања. Токму денешнава пресконференција ја користиме во соработка со медиумите да ги поттикнеме пратениците во наредниот период
да ја стават високо на агендата правата на децата и почитување на Конвенцијата за правата на децата и сите останати документи кои ги обврзува законодавниот дом за поголема практична примена на Конвенцијата за правата на децата, за да бидеме задоволни и да можеме во наредниот период излеземе со многу пофални зборови за конкретниот ангажман на претениците во Собранието на Република Македонија. Благодарам, господин Звијанац. Ја поканувам колешката Јана Зинговска да се осврне подетално на одите со осврт на пленарните седници и работата по работната тема во Собранието. Таа се Комисијата за здравство, Комисијата за образование, Комисијата за труд и социјално. Така е? Да. Добар ден и од мене. Тоа на кое што јас сакам да ставам фокус е дека за периодот од 2019 првата половина, значи вкупно се одржана 21 пленарна седница, на кои што на 5 се зборувало директно за децата. Од овие 5 пленарни седници, најчесто се пленарни седници каде што се поставуваат претенички прашања, се дискутира за донесување на нови закони, како Законот за заштита од дискриминација, Законот за социјална заштита, Законот за детска заштита, за кои што во првата година претениците дискутирале, разменувале искуства за донесување на најдоброто законско решение во насока на најдобриот интерес на децата. Кога станува збор за претенички прашања, во овој период се поставени вкупно 113 претенички прашања, одговорени, од кои што не одговорени се 19. Од вкупната бројка на 113 пратенички прашања, вкупно 15 директно се однесуваат на децата. Најчесто се поставени до Министерот за здравство, Министерот за животна средина и просторно планирање, до Министерот за внатрешни работи, има прашање до премиерот на државата, потоа има прашања кои што се поставени до Министерката за труд и социјална политика, до Министерот за образование, наука и спорт. Тоа се ресорсни министерства во кои што најчесто прашањата се поставувани се однесуваат на децата. Тоа што е карактеристично, значи, тоа што јас би сакала да го нагласам е дека во периодот од 2016 до сега, до 2019, 23 јуни, прашањата кои што се поставувале, се поставуваат и за правото на децата на образование. Меѓутоа, во овој даден 6-месечен период, фокусот е правото на здравствена заштита, социјална заштита и така натаму, да не стане забуна. Иако се фрапантни бројките, ако ги гледаме наеднаш, дека е помалку од 10% каде што се зборува за децата, ја тоа што го гледам е дека постои една различна динамика во поставување на прашањата, од кога имаме директна средба и соработка со лоби претеничката група. Тоа што лично сметам и како организација дека отвореноста на претениците да соработуваат и да ги слушнат граѓанските организации, да разменат искуства и да се гради еден партнерски мотивиран однос е нешто кое што треба да го негуваме и нешто кое што треба да работиме во насока на најдобар интерес на децата, бидејќи сите ние возрастни овдека веруваме дека сме тука за најдобриот интерес на децата. Воедно, кога станува збор за комисиите, во сите извештаи ги гледаме работата на 4 ресорсни комисии. Тоа е Комисија за труд и социјална политика, Комисија за здравство, Комисија за образование, наука и спорт и Законодавно правна комисија, бидејќи тоа е комисија во која што сите закони пред гласање треба да поминат во таа комисија. Во однос на работата на комисиите во дадениот период, може да заклучиме дека Комисијата за труд и социјална политика завршила 9 седници, незавршени седници нема и дополнително закажани нема, и на 3 седници се зборувало за законски измени во насока на подобрување на квалитетот на децата, а тоа е Законот за социјална заштита и Законот за детска заштита, за живот. Комисијата за образование, наука и спорт завршила 7 седници, незавршена има 1 седница, а дополнително закажани нема седници. И во овој период на известување во оваа комисија фокусот бил кон вработување, систематизација на работни места, подобрување на статусот на универзитетите, Мајка Тереза и другите универзитети кои што се, и не се фокус на нашиот предмет на интерес во овој даден период, бидејќи станува збор за права кои што се однесуваат за над 18 години. Сите закони кои што се носат, верувам дека понатака ќе имаат
влијание во животот и квалитетот на децата, меѓутоа не игнорирањето на суштинските потреби кои што се на децата во Република Македонија е еден чекор за да може понатака критички, поддржувачки и позитивно мотивирано сите заедно како општество, одговорни граѓани да работиме во најдобар интерес на децата. Благодарам, Јана. Благодарам на бајцата за кратките и концизните изјави. Сега ги повикуваме новинарите и останатите гости за прашања, коментари. Днес може би тоа проблем, ако ме прашате мене, става за потребността, што не сум задоволен, веќе не им се овозможува да влезат да учествуваат во креирање на тие политики. Прашањето ми е околу законира. Еве го законот за основно образование во фаза на ЕНЕР. Излега низа проблеми на повидок, може би сте информирани со образовните асистенти на проблемите случаи или некој што одбор да подпише проект на UNDP. Прашањето ми е дали на тој начин пратениците треба многу погласни да бидат поделот на овозможување на младите, на младенското учество. Во креирање на политики. Да, еве јас би можела, значи тука да, поделот на креирањето на политиките, вие споменавте еден. Постои ли национално планински совет, коалиција сега и така, значи е направена таква анализа како што беше веќе споменато и се согледани искуствата, значи и во државите од соседството, меѓутоа и во други држави и истите треба нели сериозно да се земат во предвид и тоа е добра идеја, значи може би да бидат дел од младите вклучени при работата и при изготвувањето на законите. Се разбира за оние прашања каде што се директно засегнати, каде што може да дадат свој активен и личен придонес во истото. Ние како организација детското учество го поттикнуваме и го практикуваме и каде што и децата директно ги вклучуваме, па од тука и сме подготвени и отворени и да пристапиме кон институциите, меѓутоа секако институциите да ни пристапат на нас, доколку има да заедно да креираме една идеја како децата да ги вклучиме активно при донесувањето на сите овие политики, стратегии кои што се однесуваат директно на нив и на локално и на национално ниво, затоа што да не ги заборавиме и локалните самоуправи, каде што исто така значи имаат одредени надлежности кои што се однесуваат на децата и нивните права. И војно овој пат е отворен клуб на млади, што е за поздравување во рамките на собранието. И тоа е иницијатива на некои млади пратеници. Тоа е пракса во другите парламенти и собранија и мислам дека е добар чекор и треба да се поздрави клубот на млади, затоа што младите луѓе можат само да дадат енергија, креативност и ентузијазам за спроведување на сите процеси. Сите може да дадат, ама младите може да и да поведат. Да. Затоа ги споменав нели и локалната самоуправа, значи да не, а иако говориме нели сега на национално ниво, да не ги заборавиме и на локално ниво, затоа што сепак локалните структури се оние кои што ги следат најмногу потребите и така треба да се ориентира политиката, затоа што имаме реонски нели потреби. Да. Јас би сакала само да додадам дека за жал од наше искуство во детската амбасада во локалните самоуправи не ги следат секогаш потребите на децата, имаме представки, имаме жалби во однос на локалната самоуправа и сметаме дека тука треба многу работи исто така да се сменат на ниво на институции, да речем. За жал. Да, за жал, да. Дали имаме други прашања? Ако нема, јас само би додала дека се надеваме дека голем дел од овие препораки ќе влезат и во алтернативниот извештај кој што ќе го подготвуваме за состојбата со правата на децата, кој што ќе го испратиме до Комитетот за правата на децата при Обединетите нации во Женева и очекуваме дека добар дел од тие препораки ќе ги прифати комитетот и ќе ги испрати како препораки до нашата држава во делот на подобрување на состојбата со правата на децата, затоа што дел од овие активности сега што ги спроведуваме се и дел од препораките кои што дојда од комитетот кон нашата држава. Има низа на препораки, не би ги анализирали, ги согледувале колку и како се применуваат во пракса, можеби за тоа би требало и друга пресконференција да направиме, меѓутоа тука сме нели заедно во партнерство со вас да правиме и благ нели притисок и лобирање до институциите, сите заедно да направиме нешто повеќе. Драги, сакам да кажам колку е сложена и захтевна нашата работа. Покрај тоа што ќе ги детектираме вистинските проблеми и ги аргументираме врз основа на индикатори, ќе доставиме извештај во сенка или алтернативен извештај до комитетот. Комитетот ќе направи препораки кои треба државата да ги испочитува
Имаме дефект во спроведување на тие исти препораки од страна државата и имаме слабости околу санкционирање од било која меѓународна институција во однос на непочитување или неспроведување на конкретните препораки од државата. И оно што е многу загрижувачки, ја мислам дека има веќе 3 години како Комисијата за правата на детето при владата на Република Националната комисија се нема сретнато, а низината главна задача беше да се проанализира претходниот извештај, докаде е напредокот со почитување на правата на децата, за да не се повикуваме повторно на исти пропусти кои ги имаме детектирано и повторно да стигнат исти препораки до владата. Значи, таа Национална комисија, каде што успеавме, врз основа на наше силно лобирање од 2 членки да станат 4 граѓански организации со право на глас, не е свикана веќе 3 години. Не функционира. Повторно кажувам, значи, не е само пропуст на законодавниот дом, туку и на извршната власт, колку посветува приоритет за правата на децата и колку им е фокус правата на децата во македонското општество. Дали имаме други прашања, коментари? Исцрпавме. Така, ви благодариме што активно не ја проследивте оваа пресконференција. Имаме контакти од вас, па веројатно ќе ни доставите. Училиште новите помогница е клучен приоритет, многу важен приоритет. Правото на живот, односно здрава животна средина и чист воздух, за жал во последните 4-5 години станува високо на агендата на приоритети и затоа ги поддржуваме сите здруженија на граѓани, еколошки здруженија, за да се реши овој проблем. И сметаме дека државата мора да го намали прагот на канцерогените честички 10 на дозволени според европските стандарди 40 микрограми на метар кубен и 2,5 на 20. Ако веќе претендираме да бидеме членка на Европската Унија, мораме да ги стандардизираме и овие високо канцерогени честички кои се смртоносни и делуваат по нарушување на правилниот раст и развој здравјето на децата. Тие два приоритети се многу клучни во би рекол во краток период ако ги анализираме последниве 3-4 години. Ја немам нешто друго што мислите дека сакам да кажам дека законските измени во однос на Законот за социјална заштита и детска заштита опфаќа аспекти од ова што го збори господинот Драган Јанец. Значи законската рамка за намалување на сиромаштво, вклучување на децата и зголемување на социјална помош. Наша работа е сега да видиме како истото ќе се применува во пракса. Затоа што законска рамка не секогаш значи примена на законот во пракса. Јас сум малце по-оптимистична, можеби затоа што сум помлада, ама тоа што јас верувам дека навистина во однос на децата фактори се остават во социјален ризик. Тоа е една ранлива категорија за која што сериозно треба да работиме и законски и практично, и тоа е динамичен, континуиран процес кој што нормално по пат ќе се учиме, меѓутоа приоритетот и фокусот е како децата да не бидат нулица, како нивните родители да се научат да бидат попозитивни во однос на своето родителствување, да може да работат и да допринесуваат за своето семејство и се согласувам за вклучувањето на децата од третата година во градина. Тоа е многу важен аспект, како што во некои европски земји има задолжително вклучување од третата година. Образованието мора да има континуитет. Никој дете не сака да биде нулица, ниту го сака да не биде вклучен во практика. И третиот приоритет, ако сакаме активни граѓани, детското учество и детскиот активизам мора да се регулира во законска форма. Значи, ние имаме проблем, се донесува закон за основно образование, а закон за средно образование не се донесува. Се уште се кочи, поради промена на министри или поради приоритети на политика во Министерството за образование. И покрај тоа што од наша страна, заедно со МОВ и Коалиција Сега, подготвен законски текст за детското учество и детскиот активизам, рамка подготвена од наша страна, се уште нема добра волја од Министерството за образование, законот за средно образование, каде се директно го третира детскиот активизам и учество да биде поставен високо на агендата во законодавниот дом. Сега вие замислите да се регулира законот за основно образование и детското учество и има децата пауза 4 години, нема детски активизам, детско учество, затоа што законодавецот, односно собранието, односно Министерството за образование не проценило дека е исто така важно овој активизам и учество да се регулира и во законот за средно образование. И вршиме голем притисок. Се надеваме дека ќе се реши тоа.
закочи целиот процес околу промена на министрите во Министерството за образование. Сметаме дека владата треба да има конзистентен став, кога нешто ќе биде ставено на приоритет, независно кој министр ќе дојде, тоа да се иструка до конечна верзија во законодавната. И токму затоа